Сега е 18 часот и 54 минути. Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин, односно гостинка е доктор Наташа Котлар-Трајкова, редовен професор на Институтот за национална историја, научен советник, но и подпредседател на политичката партија Глас за Македонија. Со господја Котлар ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господја Котлар ќе зборуваме за конституирањето на новото собрание и за изборот на новиот председател на собранието. Ќе зборуваме за заклетвата на собранискиот спикер и за поднесената представка против него уште на првиот ден. Ќе зборуваме за однесувањето на техничкиот премиер Талат Џафери за време на конституирањето на собранието и за нечујноста на пратениците на опозицијската СДСМ. Ќе зборуваме за однесувањето на левица за време на конституирањето на собранието и за најавената битка за легитимност на албанците од страна на ДУИ. Ќе зборуваме за изјавата на Блемир Беџети од ДУИ дека Македонија не е унитарна држава и за првите чекори кои ќе треба да ги преземе новиот парламентарен состав. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе разговараме со нашата гостинка Наташа Котлар, која во овие моменти преку видеолинковско поврзување ја покануваме да ни се придружи во студио на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господја Котлар, ако не слушате, најнапред да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, се уште е утро во Македонија, во Скопје, кај вас предпоставам дека ближите кон вечер. Така, вечер. И ви благодарам за поканата за учество во емисијата. Добро ви јутро и од мене, господја Котлар. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да го анализираме она што се случува во Македонија на политичката сцена. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. И јас, секако. Мислам дека долго време ги пратиме сите настани. Јас овде во Скопје, во Македонија, а вие преку многу океани и мориња во Австралија. Господја Котлар, доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, би сакале да ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите. Во ред. Во вторникот се конституира новото собрание, а пратениците од новиот состав за председател на собранието го избра Африм Гаши од коалицијата Вреди, постизборниот коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Африм Гаши заклетвата ја даде прво на албански јазик, а потоа на македонски. Каков е вашиот став за тоа, особено ако се земе во предвид принципот дека Македонија нема никого да дискриминира, кој принцип беше воведен на 2 август 1944 година, кога Македонија се воспостави како современа држава, но и тоа дека она што го читаше председавачката со конституивната седница, господја Мерита Коџаџику, беше припремено од службите и протоколот кои се уште се од претходната власт во заминување. А Африм Гаши го повторуваше. И дали е можно ова да биде или да беше намерно испланирано сценарио за да се фрли црна дамка на самиот почеток на доаѓањето на новото парламентарно мнозинство и новата влада? Ова го велам бидејќи пратеничката Дафина Стојановска пред некој ден во изјава рече дека не го оправдува тоа што прво се прочита на албански, а потоа на македонски и повика институциите да испитаат дали тоа е намерно направено или е грешка и дека ВМРО-ДПМН ваквите прекршувања во иднина нема да ги толерира. Јас прво ви благодарам што го спомнавте Асном. За нас, македонскиот народ, Асном е многу битен. Независно што све следело во историските процеси после одржувањето на првото заседание на Асном, затоа што таму е дадена прво и основно почита кон
македонскиот народ која е создал таа народно-ослободителна војска, а таа народно-ослободителна војска во текот на 4 години против фашизмот обезбеди да се основа високо тело, нели политичко и законодавно, а тоа е антифашистичкото собрание на македонскиот народ. Се уште незавршена борба. Значи 2 август 1944 година. А таму се донесени повеќе одлуки. Од тие одлуки, една од државнотворните одлуки е одлуката за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. При тоа, ова многу често се настојува во последниве 30 години, од кога беше прогласена независноста на македонската држава на 8 септември, да се удри по ова прашање. Затоа неслучајно спомнав дека одлуката за македонскиот јазик е државнотворна. Значи, сите оние напади кон употребата, кон функцијата на македонскиот народ, значи напад на македонската државнотворност. Во конкретниот случај и настапот на господинот Гаши. Мислам дека треба, ќе се задржам на повеќе аспекти, но најпрвен во самиот правен домен. Мислам дека тој требал прво да ја прескокни фамата како до сега. Но тој постапи како до сега, со кршење на законските регулативи. Бидејќи согласно Уставот на Македонија, македонскиот јазик е службен јазик во државата. Но не само во Уставот, туку и во оној, ако се сеќавате, контраверзен закон за употреба на македонскиот јазик од времето на парламентарниот состав, кога премиер беше нели Зоран Заев, оној контраверзен закон со кој што се обиде и фактички е така, да се скрши интегративниот код на македонскиот јазик, значи и во тој контраверзен, кој што не е подпишан од соодветните државни институции и луѓе, туку е подпишан на несоодветен начин, во неговиот член 3 стои дека избрани или именувани функционери на државните институции, како и други институции, чие седиште е во Скопје, или општините, во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, во нивната службена комуникација го употребуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат и најмалку 20% од граѓаните на неговото писмо, доколку најмалку еден од избраните или именуваните функционери зборува службен јазик различен од македонскиот. Што значи дека и Уставот и законот предноста ја даваат на македонскиот јазик. Од тука, новоизбраниот председател на Собранието Гаши требаше свечената изјава најпрвин да ја прочита на македонски јазик, а потоа и на друг јазик различен од македонскиот, а не обратно како што тој нели постапи во ситуацијата. Вие спомнавте дека на некој начин можеме да го оправдаме, бидејќи тоа службите собраниски му го подготвиле. Слушате да ви кажам. Ако вие сметате дека во новиот политички и општествен дискурс ќе расчистите како до сега, вие веднаш ќе се извинете на македонската јавност и општественост дека е направен превид и ќе го примените законот онака како што е. Мислам дека ова треба да му биде жолт картон на господинот Гаши, бидејќи мора да престане праксата. И во тој контекст многу добро ја разбирам пратеничката Дафина, која што изреагира и фактички нејзината реакција е во оваа насака што го зборувам јас, дека прво и основно се зборува на македонски јазик и друго,
Ако веќе сте увиделе дека станува за некоја грешка, вие треба да се извините и да не ја повторите праксата. Бидејќи прекршувањето на законите или повикувајќи се на некое обичајно право, традиција во политичкиот живот, тоа нема да значи соодветно државно функционирање. Господје Котлар, да не испадне дека ние сме адвокати на ВМРО ДПМН, сакам барем за нашите слушатели, нашите гледачи да пуштиме што рече точно Дафина Стојановска во незината изјава. Во ред? За давањето заклетва на Африм Гаши. Не видов некој во медиумите да даде акцент на тоа дека Африм Гаши, кога седна на столчето откако го изгласавме, прво ни се обрати на македонски јазик и кажа дека ќе се симне доле од говорница да го каже неговиот говор прв како спикер на собранието и кога заврши говорот се ја затвори седницата исто така на македонски јазик. Е сега делот каде што нели имавме конститутивна седница која што ја водеше најстарата пратеничка, тоа беше Мерита Колчико-Џаџико колешката, на која што сето она што таа го кажа од спикерското столче и беше како материјал подготвено од службите. Може би затоа и СДСМ калкулира и молча, бидејќи знаеме кои се службите кои што го прават протоколот, сценариото и документите кои што ги даваат. Апсолутно не се согласувам дека требаше заклетвата прво да се прочита на албански јазик. Ова е Република Македонија, според законите јазикот е македонски, но сепак ќе кажам, затоа има институции кои што треба да го проверат, да кажат дали е сгрешено, кој е виновникот, дали за тоа ќе следуваат санкции, но верувам дека нема да има втор пат кога ова ќе се случи, бидејќи сметам дека ниту една грешка, како што кажав, мала, голема, намерна или ненамерна, ова ВМРО ДПМН нема да ја толерира. Господје Котлар, имате ли нешто да дадете на ова и дали Гаши си го отвори патот уште од првиот ден за интерпелација? Па знаете, во основа, значи јас истото го кажав што го кажа пратеничката Дафина, иако вчера не ја гледав незината емисија, односно незиното учество во емисијата на националната телевизија ТВ Алфа. Меѓутоа, искрено, еве, од она што можам јас да го анализирам, сметам дека, затоа кажав дека се наоѓа пред жолт картон, затоа што ако ова помине, понатаму не можеме ние да имаме обичајно право, како до сега или оние другите правеа предходно. Значи, во оваа држава, бидејќи сите добија политички мандат да бидат пратеници во собранието, врз основа на најважната флоскула или лозунг право и правда. Ако сакаме право и правда, тогаш ќе внимаваме. Знаете, може да се случи некој да ви подметне, меѓутоа, затоа сте возрасен и сте политичар и присутен во собранието и вие можете тоа на многу јавен и јасен начин да го кажете и да направите, а не вака да испадне, па јас почнав на македонски, па продолжив на албански, па завршив на македонски. Мислам, малку е смешно, ние сме сите возрастни, доволно сме и политички и општествено образовани и сметаме дека некои работи треба во моментот да бидат кажени со правото име и да бидат пресечени во корен. Така, господје Котлар, за нашите слушатели и гледачи да пуштиме еден дел од изјавата на спикерот Африм Гаши, а потоа би сакале да го слушнеме и вашиот став за неговата изјава. Јас немам никаков проблем со македонскиот јазик. Јас сум го учам и го зборувам македонскиот јазик исто време со албанскиот јазик. Од моите први години, јас сум израснат во средина со македонци, така да не памтам, не знам кога е тој момент кога сум почнал да зборам македонски. Тоа значи дека не можам да имам анимозитет кон македонскиот јазик. Конституивната седница беше подготвена од службите од собранието кои се исклучително професионални. Добро. Имавме преседавач, да беше прочитана прв пат на македонски, ќе ја прочитав на македонски, беше на албански, ја прочитав на албански. Ја мислам дека тоа е технички дел. Битно е дека се прочита и на македонски и мислам дека тука треба да се апсолвира тоа прашање. Повелете, господје Котлар.
Па мислам дека нештата се многу јасни. Значи, господинот се обидува да даде една убава сентиментална нишка на неговиот однос кон македонскиот јазик. Знаете, вие кога сте на политичка и на државна функција, нели? Вашата сентименталност нема потреба да оди во етерот. Вие имате закони, деловници и правилници. Ќе постапите по тоа. А не се работи за техничка грешка, па службите сгрешија, ама јас сум многу фин. Значи, ќе ве молам, ако нешто мене ми се сгреши, јас веднаш реагирам. Може господино да реагира веднаш. Мислам дека се овие сега така едни невешти оправдувања за она што се случи. Меѓутоа, ајде нека му биде само на ова, нека остане. Говори после, така. Да, знаете, има многу денови пред нив, мислам на претениците во собранието и на господинот Гаши како председател, така што многу нешта ќе станат многу појасни. Така. Да се надеваме дека е така. Так. И покрај тоа што тој викаше дека ќе биде во иднина многу внимателен, сега ќе видиме колку ќе биде Да внимателен. видиме, така. Па, знаете, не се оди во парламент, односно во законодавниот дом, како народен представник, да се прошетате и да ве види јавноста колку сте убав. Значи, таму одите да читате материјали, да смислувате, да давате идеи за определени законски одредби и така натаму. Значи, имате работа со сериозна правна материја. Ако вие не ги внесите во своето работење законот и законитоста, што правиме понатаму? Така. Господје Котлар, како ќе го прокоментирате фактот што после верификацијата на пратеничките мандати на лица од се уште актуелната техничка влада, кои имаа позиција на министри, остана и понатаму на функцијата, се до вчера, со исклучок на техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, кој не е пратеник, но сепак доследно го испочитува законот и го предаде министерското место на досегашниот заменик министер Назим Буши, кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи. Спојува ли е функцијата пратеник со било која именувана функција, особено не интересира однесувањето на техничкиот премиер Талат Џафери за време на конституирањето на собранието? Има ли простор да се сомневаме дека намерното прекрашување на уставот од негова страна е отворање на пат кон провокации и немири во земјава? Па мислам дека е ова последното. Ајде јас да се обидам од она што не е должност да читаме, еве, не мора сите да го знаеме на памет уставот, меѓутоа да имаме некое основно познавање на таа уставна материја. И ако сакате, еве, во самиот член 63, каде што е регулирана оваа материја, децидно стои дека функцијата пратеник се врши професионално и дека истата не може да се врши истовремено со други јавни функции или професии. Така што Џафери наместо да се откаже од пратеничкиот мандат, пред да му се изврши неговата верификација, како што го направи, ако се сеќавате, градоначалникот на Тетово. Да, било така. Џафери продолжува, значи, со едно самоволие и неуставност. Фактички тој и овој пат нас ни докажува колку за него е битно да го прекршува уставот и уставноста, а воедно да ја потсетиме јавноста дека во 2017 година овој човек фактички на неуставен и на неделовнички начин беше нели избран, ако се сеќавате, имаше две раце во етерот, за председател на Македонското собрание, така што ова што е верификуван неговиот мандат фактички е спротивно на уставот и па ќе кажам ако сметаат некои луѓе дека се им се може, мислам дека веќе треба да покажат една политичка култура која што на некој начин ова веќе нема да биде дозволено да биде практика.
Како ќе ја прокоментирате изјавата на поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, а сега пратеничка во Собранието во новиот состав, дека поднесла преставка до инспекторатот против Африм Гаши, но и против председавачот со конститутивната седница во Собранието Мерита Коџаџику. Аха. Имаат ли кредибилитетот СДСМ да креваат прашина, бидејќи за време на нивното владење заедно со ДУИ се донесе законот за јазиците или попознат како закон за двојазичност? Па знаете, најосновното она што можеме да го карактеризираме незиното поведение е лицемерно. Да не заборавиме дека оваа политичка личност во еден определен момент кога требаше да се поддржат некои владини мерки кои не беа соодветни, дури и во време на ковид кризата, со скафандер одеше во собрание и гласаше. Претпоставувам дека се сеќавате на тие настани. Значи, лицемерието на некои луѓе кои што фактички се занимаваат со политика и политичка дејност во Македонија, пред се говори колку е нивната политичка култура на едно ниско ниво. Ако господјата во ред, постојат нели механизми тоа да го направи, добро, го направила. Меѓутоа, воедно би сакала да прашам зошто, например, кога и се даде можност да биде министерка за култура, не се обиде да ги иницира препораките на Венецијанската комисија во однос на овој закон контраверзен за јазиците. Таму се дадени многу соодветни суштински забелишки кои требаат да бидат применети. Значи, ако сметаат господата од актуелната опозиција во моментов, дека со едно дволично и лицемерно однесување се креира политика, тоа не е во ред и мислам дека не е долгорочно, тоа е од краток век. Меѓутоа, може би им требаат, знаете, малку маркетиншки моменти, бидејќи оваа партија веќе е во безсознание и треба некако да се покрене и да почне да функционира. Ако може. Да. Ако продолжи Африм Гаши со ваквото негово однесување, како тоа ќе се одрази врз владината постизборна коалиција? Мислам дека сите во ова коалиција или во ова политичка дружба се свесни дека влогот е многу голем и дека не би требало да се случуваат, нели, емотивни и сентиментални работи, но треба да се случуваат сериозни, зрело политички активности. Како што спомнавте и вие, и јас бев на истото мислење на почетокот, дека на господинот Гаши нема да му гине институтот, нели, импичмент. Меѓутоа, мислам дека ни едните ни другите не се во една таква фаза и со оглед дека едните и другите пропагираа почитување на законите, воведување на реформи, укинување на некои работи кои што не беа во ред, ако се сеќавате, воведен новиот деловодник на работа во собранието, каде што не може да се злоупотребува европското знаменце и така натаму. Значи, тогаш тоа ќе функционира за подолго време и во корист на политичките партии. Да не заборавиме, во секој случај станува збор за една интеракција на политички партии. Не сакам да навлегувам во етничкиот атрибут на партиите, бидејќи ако земете ниту ВМРО во својата коалиција не е македонска, туку има покрај македонци и други, нели, политички ентитети од бошњаците, партијата,
од турци, од роми, од срби, да не заборавиме, како што претпоставувам и дека во влен дека има и некои други политички и други ентитети, меѓутоа треба да се изрази една политичка култура пред се и една политичка зрелост. Знаете, ние некако ги почнавме работите наопаку. Почнавме прво со политички партии кои што имаат етнички предзнаци, а сега сакаме да делуваме во општество кое што во својот устав декларира граѓанство. Така да мислам дека сите треба да се постават на таа линија дека во оваа држава треба да се градат работите од самиот темел нагоре, а не обратно. А друго, знаете, има доволно инструменти за однесување во собранието. Еве го спомнав и новиот деловодник и некои други нешта. Така да останува да бидеме ние сведоци, па и современици на она што ќе биде во текот на наредните и недели, но и месеци, да не заборавиме дека многу скоро ќе треба да се формира новата влада. Така, како гледате на изборот на Гаши да биде председател на собранието со оглед на тоа што победничката коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, најавуваше длабоки реформи во општеството, за кои реформи е потребно двотретинско мнозинство, вклучувајќи го и ВДНТ-ровото. И какви се вашите очекувања од новиот спикер на собранието Африм Гаши? Дали ќе гледаме копија на Талат Џафери или пак вистински ќе се држи до деловникот за работа и ќе го спроведува она што го кажа веднаш после неговиот избор? Како гледам? Знаете, јас сепак го почитувам бројот на пратенички места кои што го освои коалицијата Твоја Македонија, нели? Нивниот број е 58. И да бидам искрена, кога јас би се прашала, но не сум прашана, така да не е многу битно што јас сега многу мислам, меѓутоа сметам дека тоа место требаше да биде доделено на партијата која што има, или коалицијата која што има освоено најголем број на пратеници, затоа што, знаете, за мене сепак собранието е најзначајната власт од 4 власти. Значи, од извршната, судската, законодавната и локалната. Сепак, парламентот е за мене многу значајна и политичка, но и народна институција. И сметав, и се уште сметам дека тоа требаше да биде дадено на коалицијата Твоја Македонија. Меѓутоа, кои биле причините и адутите на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, да се определат да му дадат значајно место во овој политички и општествен дискурс на коалицијскиот партнер од албанскиот блок. Допрва треба да ги откриеме, не ги знаеме. Меѓутоа, се надевам дека ќе биде спротивен во однесувањето на она што го правеше претходниот председател, господинот Џафери. Се надевам дека на господинот Гаши нема да му биде позитивен пример претходникот, така што многу значајна функција, треба да бидат и за, како да кажам, не само задоволни, туку и доволно доблесни од неговата средина, политичка, мислам, што му е доделена една таква функција и треба да го оправда неговото именување. А за понатаму ќе
Ќе видиме, не знам дали ќе се понатаму. држи Не знам, до не знам, деловникот не за работа. Така. Инаку ние единствената причина зошто му е дадено да гледаме во тоа Бадентерово мнозинство. Друга причина нема. Па, знаете, Бадентер само како чудна политичка конструкција постои само кај нас. Да. И јас колку што се сеќавам во Рак. една од тие програмите 1198 се наговестува известна реформа во тој однос. И не знам зошто веќе толку зависиме од тој Бадентер. Можеби не сме се уште зрели. Како што не сме зрели за многу други работи. Меѓутоа, не мислам дека баш Бадентер е оправдување за тоа. Мислам дека постојат по други причини. Колку одлуката на Христијан Мицковски, идниот премиер на Македонија, да го отстапи председателското место на коалицијски партнер, а да ги задржи сите други витални 11, према некои извори дури и 13 министерски позиции, со исклучок на Министерството за правда, кое ќе оди во рацете на знам за наша Македонија, за разлика од она што го правеше СДСМ во изминативе 60 години, ќе допринесе за понатамошната кохезија во работата на новата влада, и дали со ваквата одлука паднаа тезите дека челниците на коалицијата Твоја Македонија под водство на ВМРО ДПМН се албанофоби? Можеби тука ја гледаме причината? Не, знаете, видете, обвинувањата за албанофобство доаѓаат од луѓе кои што се занимаваат со политика, имаат моќ и власт, а случајно се албанци. Како да ви кажам? Да. Затоа што јас колку што знам, во коалицијата на ВМРО има и луѓе кои што се етнички албанци. Значи таму има и турци, и албанци, и македонци, и срби, и се што си нашол свој политички интерес, бидејќи сепак партиите представуваат обид за артикулирање на еден политички интерес. Не знам зошто или од каде тоа можеби е новитет да криминалот и корупцијата се именуваат со албанофобство. Значи, ако ние осудиме определено незаконско дејствие, а случајно е направено од луѓе кои што потекнуваат од таа етничка гарнитура или поставеност во политичкиот систем, да е албанофобство. Значи, не можат господата кои што скоро 20 години беа на власт, мислам сега, од 2001 до 2024 со исклучок нели на 2 години. Значи тие од прилика 20-22 години се во власт. Поприлично навлегува во системот. И СДС и ВМРО си беа на клупа, на резервна клупа, си оладеа малку во еден период. Па имаа власт, па немаа власт, па загубија власт, па беа казнати и сето тоа, тој е дел од политичкиот живот. Меѓутоа, оваа партија не го доживеа тоа, дури веќе почнуваат луѓето во јавниот дискурс да спомнуваат една шега дека дуи се администратори заради нивното настојување што повеќе да се вработат луѓе од таа партија или симпатизери во администрацијата. Така да, ова ќе е голем проблем и за ВМРО како носечка политичка институција во моментов, партија мислам, но и Влен и Знам, нели тие три коалицијски партнери сега се во власта, а за нив ќе биде голем предизвик да ги решат актуелните, не само актуелните, туку да ви кажам и постоечките. Затоа што не само во она што се направило во претходниот период како што не треба, туку забележуваме дека и во овој период на невостановена се уште нова власт се прават лоши дејствија, се користи моментот. Така што
ќе треба да бидат очите навистина широм отворени и навистина голем ангажман на сите и независно од тоа што некој има повеќе министерски места, некој помалку, меѓутоа треба да се внесат во конструирањето на еден посоодветен и политички, и економски, и општествен, и социјален живот во Македонија и морам да нагласам дека просторот за грешка е многу стеснат. Многу. Господје Котлар, како гледате на тоа што од СДСМ беа нечујни за време на конституирањето на собранието и изборот на новиот спикер, за кого не го дадоа нивниот глас, туку останаа воздржани? И какви се вашите очекувања од опозицијата во овој парламентарен состав? Ќе биде ли опозицијата обединета и конструктивна? Овде мислам не само на СДСМ, туку и на ДУИ и Левица. Или очекувате таа да биде деконструктивна и разединета? Па знаете, има една многу позната поговорка, кој губи има право да се лути. Так. Сега на кој начин ќе се лути, допрва ќе гледаме. Так. Подобро со молчење него се вика. Да. Значи, едните молча, едните бойкотира, другите стрижеа овци, нели? Така им довикуваа на другите. Значи, шегата настрана, мислам дека во моментот нема ништо логично, разумно и совесно во однесувањето на сите овие три фактори што ми ги спомнавте. Мислам дека однесувањето на првите две, СДС и ДУИ, е да се внесе смут меѓу јавното мислење, меѓу однесувањето на обичните граѓани, нивното сваќање и доживување на политичките пораки кои што доаѓаат од Советот, од собранието поточно. Нормално е тие да ги даваат последните изрази на нивното функционирање, односно на живот. Како и да е, ќе мора да се соочат со тој факт. Може би сметаат сите три чинители кои што ги спомнавте, дека со деструктивното однесување многу повеќе ќе добијат, но ние, еве јас, бидејќи не сум политички ангажирана во моментов, иако, мислам, во општествените институции и државните, јас сум само научник во една научна институција, и се сметам за обичен граѓанин. На нас сите, барем поголемиот дел кој што се определивме да се случат промените во политиката и во власта, ние преку глава од деструктивност. Значи, ние преку глава. Секој од нас посакува едно спокојно живење. Посакувам да функционираат институциите, и образовните, и воспитните, и културните, и државните, и научните. Сакам да си го имаат својот државен живот и спокој, онака како што треба. Тоа е Европа. Понатаму, мислам дека ако некој смета дека има диплома по маркетинг и дека тоа му дозволува да изведува некои маркетиншки трикови, веќе тоа говори за незрелоста на тие. Во овој контекст го зборувам особено на левица, која што имам впечаток дека многу повеќе се занимава со низиниот маркетиншки имидж, отколку со нешто друго, а најпосле ако навистина има една соодветна конструктивна подлога, тие ќе котираа многу подобро, нели, во изборниот процес. Направија грешка и во претходниот период и во сегашниот период. Мислам дека нема веќе да им поминува таа деструктивност. Видете, луѓе има во Македонија кои што
многу лесно паѓаат на онаа манифестација на порадикално однесување, на сменување на нештата по една брза постапка, која што тоа го емитува левица, меѓутоа нештата не одат така. И да не заборавиме, тоа не е партија која што не е во можност да има финансиски средства, таа има доволно финансиски средства и можеше да на соодветен начин да се носи во политичкиот живот. За дуи да не зборуваме, значи најголемиот финансиски профит или придобивка беше во рацете на Дуи, која што успеваше своите симпатизери да ги внесе во административниот ешалон во државата и на тој начин да влие, да го одржува нејзиниот опстанок на власта. Меѓутоа, за среќа, ете и таму незадоволството им даде карта за заминување. СДС, мислам дека најголемиот проблем беше што во ниту еден момент не се обиде да ја свати реалноста во политичкиот, економскиот, па и социјалниот живот. Дури тие сметаат дека ќе ја освојат власта, ќе имаат нели влада и ќе живеат, не знам, 3 мандати нанапред. Меѓутоа, реалноста во Македонија е сосема нешто друго. Така што, колку побрзо тие чинители три, Дуи, СДС и Левица сватат дека во Народното собрание се присутни заради волјата на народниот гласач и дека треба да спроведуваат соодветни политики кои што ќе бидат во корис и на државата и на нацијата, толку подобро за нив, бидејќи така ќе се кренат. И така ќе представуваат сериозна закана за овие сега што се власт и позиција. Ајде уште малку околу Левица. Дали со оставениот простор поради нивниот молк СДСМ дозволи Левица да доминира во нападите за време на конституирање на собранието, која ако вака продолжи со нивната ароганција и однесување, кое пак може да се сретне само на театарски представи, ќе ја доуништи СДСМ, зашто и отворено се залага со желба да постане втора партија во собранието. Знаете, овие две партии, кога им чини, се спротивставени, а кога им чини се заедно, а изгледа ова второво е поприсутно. Еве од локалната самоуправа, значи има општини каде што Левица беше, иако опозицијска партија, но во дослух со владеачката СДС, мислам централната во претходниот период. Дали тука постојат некои тајни врски кои што ние не ги знаеме, ако ја земеме пред историјата на Левица, која што функционираше во шарената револуција, каде што таму имаше и луѓе од СДС, па делото раководство на Левица беше ангажирано во специјалното јавно обвинителство. Знаете, има една песна, има нека тајна веза, се пееше на времето. Можеби тоа е клучниот момент кој што не смееме да го испуштиме и да го имаме во предвид. Меѓутоа, знаете, ако СДС тоне, тогаш Левица нема да го поддржи. Со оној што се дави со давеникот, никој не сака да биде рака под рака. Така што мислам дека Левица во моментот се обидува да одглуми нешто што веќе не и личи. Така што тие си имаат раководство, си имаат своја идеологија и мислам дека ќе се преиспитаат. Посебно треба да ја сватат пораката која што им се случи со кандидатскиот представник за председател. Значи, тука мора да го имаат тоа во предвид, иако на парламентарните помина нешто подобро, но мислам дека им се случи таков пех кој што тие сериозно мора да го
средат во своите редови. А тоа дали ќе бидат 5 мина или 6 мина во парламентот, тоа е веќе друга работа и друго, колку што се сеќавам јас, тие се надеваа на повеќе пратеници, двоцифрен број, двоцифрена да. бројка. Да, Така да, не можете. Со она ако продолжат, на Да. едниот пат ќе ги намалат дупло. да. Ајде, и е покрај тоа што не сме некако обожаватели на левица, сепак и второ и ова прашање би го поставило околу нив. Како ќе го прокоментирате однесувањето на пратениците на левица за време на избор на Африм Гаши за председател на собранието? Имаат ли кредибилитет да се однесуваат така како што се однесува, бидејќи станува збор за лица кои за време на шарената револуција учествуваа во палењето на Народната канцеларија на председателот и во сфрнавење на спомениците и националните обележја, со што на некој начин се дел од оние кои го смена историското име на Македонија. Па да, во секој случај тоа е едно недолично однесување. Значи, пак ќе речам, ако вие представувате определен број на народни представници, нели народот ви дал можност да бидете присутен во собранието, но не ви дал право народот вие да се однесувате недолично во тој највисок народен дом собрание. Вие може да немате исти ставови, мислења, да имате различни, но мора да имате едно воспитување и култура кога веќе ќе влезете во политичкиот простор. Лицемерието, пак ќе го спомнам, контраверзноста и недоличноста веќе нам, ете на другиве луѓе кои не сме во парламентот, ни се дојдени веќе преку глава и мислам дека веќе сме презаситени од нивните рекламни и маркетиншки трикови. Значи, доста ни е, еве и ние, ете им дадовме добар момент да ги изрекламираме во етеров. Знаете, секоја антиреклама е исто реклама, како и другата. Меѓутоа, ете ние да се обидеме да им упатиме еден совет, сепак една воспитаност и една културна појава во собранието е многу по-добро дојдена одошто, да речам, онај излив на недоличност. Така. Како ќе го прокоментирате тоа што Дуј и покрај најавите за некакви немири доколку не бидат дел од власта, мирно и без инциденти седнаа од левата страна на собраниската сала, каде што беа пратениците од СДСМ и од левица. Дали ова е тишина пред бура, особено ако се земе во предвид изјавата на Скендер Реджепи, дека набрзо Европскиот фронт ќе го даде одговорот кој го најавуваа? Колку што следам деновиве, тие се уште одговорот за демократските мерки со кои би го избориле легитимитетот, уште не сме ги виделе. Мислам дека, знаете, може би се уште шокирани дека после 2 децении ќе одат на опозицијската клупа, но, знаете, за се постои и прв пат. Нека седнат малку, нека видат како е. Изблиците на она дека нема да се помират, дека ќе превземат мерки, во ред, тоа е нивно право. Нека се бунат. Може би во таа гласност полесно ќе ја преживеат сегашноста што ги снашла. Меѓутоа, знаете, едно многу пречи, дека тие само ја сакаат извршната власт. А иначе тие се присутни во власта. Тие се присутни во законодавниот дом. Така што ова зборува за нивната намера да не бидат соодветно застапени како представници на албанскиот народ. Ете, тие се представници на тие што ги гласале.
присутни се во парламентот, може да носат закони, може да менуваат нели министри ако сакаат и така натаму. Сепак собранието е многу значајна форма на владење, односно извршната власт. Сега за жал, последниве неколку години, да не речем и деценија, некако се наметна извршната власт да биде посупериорна од законодавната. Мислам дека нештата треба да се вратат назад. Така. Со изборот на председател на Македонија се избегна уставната криза, кој неколку минеја посакува, особено они од ДУИ и од СДСМ, а со освоените гласови на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, се истрасира патот по кој треба да се движи Македонија, односно македонското општество. Какви се вашите очекувања од пратениците на Европскиот фронт во новото конституирано собрание и како ја сваќате пораката дека доколку тие не се на власт, не може да се гарантира стабилност на Македонија? Па нема тука ништо европско. Попусто се именувале Европски фронт. Знаете, и јас сакам да личам на Грейс Кели. Еве, ќе се именувам Грейс Кели, ама не сум јас таа. Така и тие. Мислам, шегата на страна. Вие треба суштински да разберете кои се нештата или вредностите кои што треба да се превземат од Европа, за да го користите атрибутот. А ако се сеќавате, нешто најчесто што го спомнуваше и професор Силјановска, тоа беше дека во Европа се оди со стандарди. Така што оваа партија треба да свати дека во незиното однесување мора да се почини на фактот дека треба да се исполнуваат определени стандарди. Значи, колку и вие да сте радикални, нервозни, несрекни и само извикувате Европски фронт, тоа вас не ве прави соодветен политичар, ве прави циркузант. Така што со самото тоа што спомнувам дека треба да има стандарди, значи ја отворам темата дека многу нешта треба да бидат исполнети, многу нешта треба да бидат елиминирани, многу нешта треба да се превземат како совест и свест, за да ние понатаму зборуваме за европска вредност или Европски фронт. Како ќе ја прокоментирате изјавата, односно повикот на Али Ахмети на битка за легитимност на албанците, бидејќи, како што рековте претходно, тие се сметаат за победници кај албанските гласачи, и какво значење има ваквата негова изјава? Али Ахмети е човек кој што е надарен говорник. Со тоа значи дека може да влие на масата. Меѓутоа, во тој негов политички израз, во таа негова политичка реторика, често пати спомнува нешта во вид на осуда, а фактички тие нешта се присутни во неговата партија. Национал-шовинизмот се присутни во ДУИ, не во другите. Нелегитимните однесувања беа присутни и практика на ДУИ. Злоупотребата на многу нешта, еве да го спомнам и европското знаменце, беа практика на ДУИ. Не можете вие да бидете самиот ајдук, а да гоните арамија. Така што човекот тешко ќе се помири со реалноста дека ја губи неговата политичка моќ, власт, а со тоа ги губи и основите на неговото богатење. Неговата фамилија е прилично богата. Кога зборувам за фамилија, мислам на поширок круг од самата фамилија. Навлезени се во сите пори на општествениот живот, политичкиот, економскиот. И мене многу ме интересира кој ќе тргне на фронтот да го брани овој феудалец.
чија што куќа, чие кале било 3 пати палено од освојувачите. Живо ме интересира кои се тие освојувачи во македонскава земја, кои што дошле во зајас и специјално ја палеле и гореле неговата куќа. Значи да не забораваме. Ова е Македонија, без разлика, што е само 1/3 од нејзината етничка, географска големина. Имате многу нешта кои што можете да ги пресечите, меѓутоа народ физички да уништите не можете. Она што нас не одржува, македонците во овој дел на Македонија и македонците во Егејскиот дел и во Пиринскиот дел, е тоа нашата заедничка свест, дека Македонија е нашата единствена татковина и дека го говориме македонскиот јазик. Навистина, имаме политички фактори во Македонија, особено 2001 па натаму, кои што не може да се помират со фактот дека оваа држава сепак е матична држава на македонскиот народ и на останатите национални малцинства. Македонија, односно македонската држава, ма колку и да се трудат, не може да биде бинационална, федерална, конфедерална и да не биде матична земја на македонскиот народ. Тука мислам дека нештата мора да бидат јасни и мислам затоа оваа политичка гарнитура го доби легитимитетот од народот да биде власт. Так. Тоа е примарното прашање. Ако тука не се обстои на таа определба, мислам дека народот и овие што дојдоа на власт ги казни. Ке се надоврзам на ова прашање, на вашиот одговор. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Блерин Беџети кој изјави дека Македонија не е чиста унитарна држава? На што упатува ваквата изјава? Очекувате ли да има масовни протести и дали ДУИ, после одењето во опозиција, има капацитет да собере маса на народ за да го поддржат во некакви налудничави сценарија? Мислам дека така, во момент на гнев дозволено му е и да плачи гласно на Блерин Беџети. Прво, како не е унитарна држава, ајде да го потсетиме господинот дека неговиот водач најмногу се повикува на Охридскиот рамковен договор. Ако го пролистаме Охридскиот рамковен договор, ние таму ќе прочитаме дека Македонија е унитарна држава. Сега важат закониве за едни или не важат за други век. Не знам како да го разберам господинот. Во парни денови најверојатно. Да, можеби има претрпено сунчаница. Да ве потсетам дека неодамна изјави дека независно од тоа што можеби надворешната температура ќе биде 38, ама оној енергетски и топлотен излив на енергија од страна на незадоволните и поддржувачите на ДУИ ќе ја направат атмосферата во Македонија да биде 45 степени. Мислам, можеби е сунчаница, не знам. Шегава на страна, мислам дека треба да расватиме дека за да излезе народ на митинзи или на протести, вие мора да имате определена идеологија. Која ќе биде идеологијата на луѓето во ДУИ? Националистичката, шовинистичката? Чизмите Ама од таван. Од таван, меѓутоа со тоа се кријат, чизмите се потребни да се заштити богатството на феудалциве. Ја не знам дали тие закрепостените селани ќе излезат надвор и ќе протестираат за добробит на својот феудалец. Еве, најпросто кажано. Секој ќе гледа да си го одржи животот како што ќе му чини. Друго, дали од акумулираното богатство на големиве феудалци, нели, тие сакаат феудалците, затоа се феудалци, имаат земја, посетна земја, па и на згради и објекти на таа земја. Меѓутоа, кој од нив ќе се откаже, ќе ги дае парите и ќе го викне народов надвор, кој што е сиромашен, преплашен, ајде излезете, протестирајте, за да мене ми биде многу арно утре.
Мислам, тоа се детски играчки. Прво и основно, господата од ДУИ треба да се подготват да го оправдаат пред судските и истражните, прво пред истражните, а потоа и пред судските инстанции, акумулираното богатство, прекршувањето на многу законски одредби, па потоа да се закануваат со демократски мерки и борба за легитимноста во политичкиот дискурс. Изгледа на Али Ахмети и тие околу него треба да му се препорача една доза секојдневно слушање на песната од Гоце Арнаудов "Многу арно не е нарно". Не. Знаете, тоа арното ве удира во свеста и го губите паметот. Во последните неколку денови, особено откако беше јасно дека ВМРО ДПМН ги привршува разговорите со Вреди за да биде дел од новата влада, од ДУИ почна наголемо да зборуваат дека со тоа се губела смислата за парламентарната демократија и духот на тој нивни рамковен договор. За која и каква парламентарна демократија зборуваат од ДУИ и за каков дух? Па претпоставувам на таква демократија и дух која е по мерка на ДУИ. Ако се сеќавате 2016 мерките за демократија и дух беа нешто сосема друго, нели не се обидоа да влезат во коалиција со ВМРО, иако имаше ВМРО поголем број на пратенички места, ако се сеќавате. Тогаш тие избраа по налог нормално на нивните патрони и спонзори од меѓународната јавност, тие се приклучија да бидат дел од владата на СДС, односно заедно да направат влада. Значи, духот и демократијата, или да речеме джентлменскиот договор, кој што постоеше од едно време, тие го прекршија. Сега одеднаш све им треба и договор, и джентлменство, и дух, и охридски рамковен, ама нив како што им одговара, час е унитарна државата, час не е унитарна. Нели, колку што се сеќавам самиот Али Ахмети многу сакаше да анализира. Нели тие анализира, промислија, размислија што треба и како треба. Значи, сепак, ова е еден очајник на кого му ги дозволуваме сите алатки кои што му стојат на располагање да се исплаче, да се бори, да се превртува, па дури да самата глава наопачки да се преврти. Меѓутоа, фактот е еден. Тие ќе бидат во опозиција и ќе треба да размислат. Друго, ајде овие што се во парламентот некако и ќе се здомат, нели? Ќе примаат определена парична вредност од парламентот. Добар дел од нив нема да се во парламентот, меѓутоа тие пак се нафатираа во претходниот период како вице-премиер и министри. Нивниот статус не верувам дека ќе биде соодветен и не верувам дека тие ќе ги трошат своите тешко заработени пари на разни тендери и рекети, да ги трошат на некој да се бори за нив. Друго, мислам дека на ДУИ му предстои и ново водство. Така да нека си се спремаат за нештата кои што кај нив ќе се случуваат, одошто да пуштаат во јавниот дискурс закани. И друго, да не заборавиме, они имаа многу голема поддршка од меѓународниот фактор за она што го правеа и навистина македонскиот народ навистина им е многу нерасположен и луд. Меѓутоа, кога нивните спонзори и добротвори и финансиери забележаа дека овие мали мангупчиња почнаа и нив да ги крадат и не сакат да ги делат парите со нив, тогаш ја загубија и таа поддршка. Не е случајно настапувањето на холандскиот амбасадор, па посебно средбата на господјата амбасадорка од Соединетите Американски држави,
Имаше средба таа со нели со Али Ахмети, значи не се случајни тие средби и искажувања, фактички мислам дека многу сериозно им било дадено на знаење дека со лажење, крадење и коруптивност не може некој да има нивна поддршка. Ние сме живо заинтересирани да видиме како ќе преживее Бујар Османи, бидејќи тој само од министерската плата живеел, друго ништо. Ако не може да преживее. Па видете сега, човекот си обезбеди еден handsome looking, нели? Има бујна коса во моментов, ако ништо друго како модел, нели? Сега има разни fashion weeks и во Милано и не знам каде, и во Њујорк. А ако ништо друго, мислам дека тој сепак има во позадината, тој е еден од тие феудалците. А ако ништо друго, ако е навистина па толку опаднат, знаете, се уште постојат оние телефонски броеви каде што можеме ние да донираме по некој денар, да го подкрепиме. Сака само нешто да спомнам дека еден господин мене ми забележува дека јас му верувам на меѓународниот фактор. Мислам, ако малку го следел моето искажување сиве овие години, би сватил дека најмалку јас очекувам поддршка од меѓународен фактор. Значи, јас меѓународниот фактор го спомнав во контекст на неговото однесување кон досегашната власт. Јас не знам како ќе се однесува меѓународниот фактор кон новата власт. Но јас сум суверенист. Значи, можеби затоа како човек и не ме дружат многу во политичките форуми, мислам партиските форуми. Ме користат научно, политички, обштествено, било како, меѓутоа партиски не. Ајде да продолжиме ние. Не веруваме дека господинот имаше лоша намера, можеби во друг контекст сакаше да го наведе. Сакам само да се изјаснам дека сум суверенист. Значи, пред се сакам развој на внатрешниот дел, односно внатрешната политика и нормално на светскиот пазар да излеземе како рамноправен субјект. Толку. Господја Котлар, веќе е јасно дека идниот владин состав ќе биде составен од ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, коалицијата Вреди и Движењето Знам за Македонија. Едно од ветувањата кои стојат во изборната програма на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е реорганизација на дел од министерствата со цел да се реализираат и сите други ветувања. За да се случи тоа, потребно е измена на Законот за реорганизација и работа на органите на државната управа. Какви се вашите очекувања околу ова исполнување? Ќе се случи ли тоа пред да се формира новата влада? Мислам дека ќе одат паралелно тие работи. Иако морам да признам дека нели се најавуваа нови министерства. Посебно за спорт, некои прераспределби од труд и социјала и така натаму. Нови за енергетика, тоа го поздравувам. Искрена да бидам, никој до сега не ме послушал, а многу јавно им кажував и на нивните трибини кога ги одржуваше коалицијата Твоја Македонија, дека потребно е да се формира посебно Министерство за наука и технолошки развој. Значи, мојата идеја е таа. За да одите вие напред, вие мора да стимулирате наука, да поддржувате наука и тоа да биде комплементарно со технолошкиот развој. Таа моја идеја никаде не ја видов. Ги прочитав обидите за создавање на нови министерства. Мислам дека и со оваа поставеност ние добро ќе функционираме ако се држиме до реформските определби и до законитоста. Еве едно моје искуство да ви кажам, јас сум сепак ученик од времето на поранешна Македонија, односно Југославија. Значи во мое време јас бев стипендист на Министерство за наука. Значи
постоеше посебно Министерство за наука кое што беше сериозно внесено кон каде треба да ги насочува средствата и поддржувањето на талентите. Вака наука остана со предшколска возраст или образование, основно образование, средно и високо. Мислам дека тука има голема грешка, мој став, не мора никој да ме поддржи. Нека има нови министерства, нека им се обезбедат тие двотретинско мнозинство, политичкиот простор е широк и ќе видиме што ќе биде. Меѓутоа, еве, како човек од науката, јас сериозно протестирам што е укинато Министерството за наука и што е претопено во едно анемично Министерство за образование, каде што децении наназад, веќе 3 децении сме во Македонија, 2 од нив мислам дека најмногу беше ставан кадар од ДУИ или од друга етничка провиниенција партија, меѓутоа никој од нив не се внесе како што треба за развој на високото образование и наука. Ова ќе скратам сега, само ова сакав да го кажам. Вие, ако сакате државата да ви напредува, постојат само 4 елементи на кои што вие треба да внимавате. Тоа е да имате сериозна, добро обучена администрација, да имате соодветна инфраструктура, да имате сериозен напредок или да поттикнувате науката и да имате определби кон реформи. Тоа го имало секогаш и во Англија во време на Елизабета I, и во Русија, царска Русија за време на Петар Велики, ако сакате и во античка Македонија во времето на Филип II. Тоа е. Ево, господинот Николовски се дообјасни со прашањето дека во контекст на дезинтегративците, дека му било тоа. Во ред, во секој случај, неговото пишување го искористив, ете јас јавно да се определам дека сум јас суверенист. Добро, одлично, се разбавме. Господје Котлар, рековме деновиве се очекува председателката Гордана Силјановска-Давкова да му го додели мандатот на Христијан Мицковски, кој пак треба да ја состави новата влада во која ќе учествуваат ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, коалицијата Вреди и политичката партија, односно движењето Знам за Македонија на Максим Димитриевски. Дали составот на новата влада, барем од оние информации кои провејуваат во јавноста, за прв пат е направен по мерит системот и сразмерно според бројот на добиени гласови и освоени пратенички места како резултат на дадената поддршка од гласачкото тело, и какви се вашите очекувања? Ќе успее ли новата влада да ги спроведе изборните ветувања, но и да ги оправда критиките кон поранешната влада? Да, ве разбрав сосема јасно и сега се обидувам да ви одговорам, ама прво ќе почнам со една басна, многу е кратка. Таа е басната на Езоп. И поминувал еден патник покрај него и го прашал како можам да стигнам до Амфипол, а Езоп ништо нема одговорил, видел, не видел, патников си продолжил. По 2-3 секунди довикнал Езоп за 4 часа. Па добро човеко, зошто сега ми одговараш, а некога те прашав? Па не знаев со кој чекори одиш, му одговорил. Така да и јас не знам со кој капацитет и со кој вредносен систем се овие луѓе. Претпоставувам дека сите тие кои што се собрале да формираат влада, дека ќе обстојат фактички и основно на она што представува мерит систем, нели? Треба да сте стручен за определена дејност, да не се случи да еден хирург, медицинар ни биде министр за надворешни работи. Мислам, јас немам ништо против неговите способности, меѓутоа тоа е специфична дејност. Замислете сега, јас како историчар, утре ме стават за министер за здравство и ќе ми текне во некој од хируршките сали да одам да оперирам. Мислам, нема. Некои работи... Затоа се бореа дека ќе треба да има по мерит системот, цело време тоа му беше устав. Да, мислам, сосеме е во ред. Сосеме е во ред да биде според знаењето, талентот, способностите, професионалноста. И мислам дека тука лежи и спасот на
на ова општество. Так. Гласовите, така. Последниве изминати 6-7 години, на некој начин, бевме заробеници во сопствената држава. Дали резултатите од парламентарните и председателски избори на 8 мај, кои ги постигна ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, во која припаѓа и вашата партија Глас за Македонија, се пресвртница и ставање крај на сите диктати и влијанија кои се спротивни на националните интереси на Македонија и македонскиот народ и секако македонските граѓани. И дали новата влада, која очигледно ќе располага со двотретинско мнозинство, ќе изнајде решенија за некакви промени во преговарачката рамка, кои решенија ќе бидат поддржани од сите чинители во власта, но при тоа да не се на штета на македонскиот народ. Ќе успее ли новата власт да ги започне преговорите со ЕУ, но без притисок и диктат на бугарските власти? Знаете, мислам, да, нам ни е сега полесно, бидејќи ние не сме вклучени во тесната политичка власт. Да, не сме. Меѓутоа, оно што јас можам да го детектирам и да го забележам, и по оно што беше изјава на господјата Стилјановска во кампањата, но и на парламентарните избори, нивната определба беше дека сакаат да се случат реформи за да зајакне внатрешно државата, а за да може на надворешниот свет да му се представи како рамноправен субјект. Бидејќи претходниве договори што сме свесни дека не влечат на дното и од 2017 и од 2018 година, не третираат нас асиметрично како да не постоиме. Сетете се во преамбулата на Преспанската спогодба ми се спомнува именувањето кое што се однесува на македонската држава, втората страна, и заведена под тој број. Мислам, толку невкусно, толку недолично именување на една држава, не бара сте затворски затвореник, нели, па со она табла треба да го држите бројот за да ве означат кој сте и да тоа да ви пишува во преамбула на една спогодба, па да не кажуваме што све се реди во другите членови. Значи, многу е битно Македонија да изгради таква надворешна политика, која ќе биде представувана од дипломатија, која што во секој момент ќе ги има македонските национални и државни интереси и ќе се бори во целата таа меѓународна интеракција и комуникација да има рамноправен статус на преговарач. Понатаму нема што да разговараме. Мислам дека маневарскиот простор и на председателката и на актуелната власт во иднина нема да им биде лесен. Верувајте дека нема да им биде лесен, бидејќи постојат дежурни незадоволници во внатрешниот простор, кои што пак се поддржани од некој надворешен фактор. Јас да сум власт, јас сериозно би удрила по нивното финансирање да видам кој ги финансира. Понатаму, исто така, постојат и на надворешен план луѓе кои што не ја застапуваат официјалната, да речеме, политичка идеологија, па и на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, туку имитуваат некоја политика на она deep state, како викаат и така натаму, која што е нешто сосема друго. Така што маневарскиот простор е многу стеснат, предизвиците се големи, меѓутоа, ако со мерит систем имате луѓе кои делуваат и почитуваат национални и државни интереси, мислам дека битката ќе биде многу интересна, комплексна, но и благородна. Така. Наскоро се очекува отчетниот конгрес во СДСМ, пошто ќе следи избор на нов председател на партијата, но и нови раководни тела на истата. Какви се вашите очекувања? Кој ќе го замени Ковачевски? Можно ли е враќање на Зоран Заев, човекот кој со неговото сидро всушност ја втурна партијата во бездна, а со тоа и Македонија и македонскиот народ?
и македонските граѓани, или пак следниот лидер ќе биде еден од оние двајца кои поднесоа кандидатура, а тоа се Славјанка Петровска и Јован Деспотовски. Знаете, мислам дека Зоран Заев сака, меѓутоа уште порано му беше сугерирано да си седи мирно. Иначе сигурно он би сакал. Но зато е компензиран во некои економско-трговски далавери. И е толериран. Да не се лажеме. Не верувам дека ќе се врати. Може би ќе пушти човек кој што би бил, да речеме, на некој начин метафорично негово дете. Меѓутоа, СДС, кој да го избере, ако се определи за антимакедонската политика која што ја водеше до сега, ни Господ Бог нема да ги спаси да биде начело на партијата. Значи, сериозна реформа во внатрешните редови треба на таа партија. Господинот Јован Деспотовски не го познавам лично, но од она што го гледам по медиумите и по настапите негови, така е еден интересен соговорник кој ќе ви каже десетина, стотина реченици, а уствари ништо не можете да разберете, одва една реченица ќе разберете. Добар манипулатор е во верглање на реченици. А господјата Славјанка е исто така добар манипулатор во однос да кога е наполната со определени информации, таа само ги пука онака топовски, без да размисли и да бара причина, последица, логика и разум во информациите. Така да ако таа па посебно биде тој кандидат на СДС, верувајте дека од 18 пратеници следниот пат ќе имаат одвај 8. Треба да се направат внатрешна анализа. Ете, мојата најдобронамерна забелешка кон оваа партија е да расчистат со нивната антимакедонска политика. Ако сакаат да се кренат, мора да се вратат на македонските основи, а не само декларативно да ги спомнуваат партизаните и борците, и партизаните, и сите други беа една многу длабока суштина и содржина и не може да им се дозволи на некои новопојавени политичарчиња од младата генерација да се поистоветува со таа историска појава. Како ќе го прокоментирате она што се случи во Италија со положувањето на венецот на кој стоеше само председател Гордана Силјановска-Давкова? Оправдани ли се реакциите на дел од јавноста, особено на оние од власта, во заменување? Можеше ли да се избегне за да не се даде простор за реакции, доколку од протоколот размислија малку и потрезвено и на венецот покрај оној текст да ја ставија меѓународната катенка МКД веднаш до знамето? Не знам што да ви кажам, јас и многу не ги пратев тие препукувања, забележувања и сето тоа. Да, ја видов фотографијата. Ќе ви одговорам во два пункта, во две насоки. Познавајќи ја председателката Гордана Силјановска, за нејзиниот однос кон содржината на Преспанската спогодба, верувам дека многу би сакала да го избегне она северно именување, бидејќи сепак таа е наша колешка, наш професор и многу скоро по потпишувањето на Преспанската спогодба баш и на Филозофскиот факултет таа настапи со цела нејзина низа забелешки и еден научен труд во однос на Преспанската спогодба. Понатаму, самата Преспанска спогодба и се оно што се случуваше околу нејзе, фактички представува, најкратко да ја дефинирам, еден нелегитимен и нелегален документ во македонскиот политички и општествен оптек. Многу нешта беа прекршени, скршени и извитоперени
и нема ни легитимитет, ни легалност во нашата држава. Со незе само се создаде, постоечката власт само се именуваше како власт на Северна, меѓутоа институциите беа заробени од страна на таа власт. И од тука го разбирам незиното однесување во однос на нештата што се напишани во Преспанската спогодба. Дека нема маневарски простор, во овој момент нема. И овие варијации кои што ќе ги прави професор Давкова или председателката Давкова, мислам дека се во таа насока, но сакам нешто друго да спомнам. Мислам дека македонската држава, еве, повик до актуелната власт, во иднина да го опреми или да го реновира или да го современи местото каде што почива Свети Кирил Македонски или Свети Кирил Солунски, бидејќи многумина македонци кои што го посетиле тоа место се жалат дека е најбедното и најнесоодветното место за положување на венец, ако ги споредиме бугарските спонзорства на нивните плочи и други нешта, мозаици кои што постојат. Значи, бугарската држава, иако не го заслужува начинот да ги представува овие два великани историски, вложила многу пари, а македонската држава барем 30 години не вложила ништо. И да ви кажам, многу македонци, знаејќи дека сум историчар, ми пишуваат, па дури и фотографии ми праќаат, какво е недолично местото каде што македонската делегација треба да го положи цвеќето. Дали во иднина ќе ја прекине таа практика председателката, не знам, но во секој случај, искрено да ви кажам, можела да се напише председател на македонската држава, веќе кога се изигрува целата работа, можело да биде ставен тој напис, бидејќи сепак таа не беше таму во приватна посета, туку беше во државна посета, така да еден мој предлог кога сакаат да го избегнат тој дел, нека напишат македонска држава. Нема друга македонска држава, таа е една. Една е. Господја Котлар, како гледате на нападите од страна на СДСМ за она што се случи во Рим во врска со положувањето на венецот? Имаат ли кредибилитет ако се земе во обзир тоа што токму СДСМ е таа која дозволи да се промени името на Македонија спротивно на волјата на македонскиот народ и македонските граѓани? Да, ќе ви одговорам. Тоа е лицемерие. Но не сакам да заборавам, има една господја, Ирена Стојановска, вели зошто не го поништите. Значи, човек треба да биде крајно нереален за да се впрегне во некакво поништување. Значи, можам само да одговорам кога еден будала ќе направи нешто, после 10 паметни не може да оправат. Така да, ситуацијата во Македонија, во однос и на Преспанската спогодба, и на договорот со Бугарија, а особено со францускиот предлог, не става во позиција да собереме не 10, не 100, 1000 паметни за да оправиме тешки глупости. Така да, ако сакате да креирате една долгорочна политика, вие во однос, барем на овие три нешта што ги спомнав, не можете да одите фронтално и да постапите нелогично. Постојат многу фактори, внатрешни и надворешни, кои не ни даваат можност, но затоа реков, мора да се зајакне внатрешната политичка комуникација, за да имаме ние силна надворешна политичка актива. А во однос на СДС што ме прашавте, значи ви кажав дека станува збор за едно невидено лицемерие.
за еден вид на луѓе кои што до вчера емитуваа антимакедонство и одеднаш се разбудија како големи македонци. Што да ви кажам? Значи, оној северен атрибут кој што стои меѓу Република и Македонија е нивно дело на, мислам, на сериозна непромисленост, сериозна неразумност, сериозен порив за добивање на финансиски задоволителни средства или добивање на власт и моќ, сериозна една декадентност која што ви овозможила да одите против волјата на народот, бидејќи, сетете се, секој народ има право барем преферендумски да се изјасни дали ќе прифати нешто или не. Меѓутоа, тоа се луѓе кои што веруваа и се уште веруваат дека по пат на едно политичко насилие ќе се создава една нова политичка култура. Пак ќе кажам оно што го спомнав и на самиот почеток, мислам дека лицемерието и дволичноста веќе треба да бидат во заминување. Господје Котлар, кога сме на оваа тема чествување на македонските и словенски просветители, светите браќа Свети Кирил и Методи, како гледате на тоа што и покрај многуте историски факти за нив и за нивните дела, сепак и ден денешен се предмет на негација, особено од страна на источниот сосед Бугарија? Вие како историчар многу пати имате говорено на оваа тема, а на оваа тема со вас имаме зборувано и овде на македонски корени. Користејќи ја познатата изрека повторувањето е мајка на знаењето, ќе сакате ли да не подсетите на историските факти за тоа кои се светите браќа Свети Кирил и Методи, но и како ги оценувате нивните дела од денешен аспект? Има ли право Бугарија да го зборува она што го зборува за овие македонски и словенски просветители, особено прогласувањето на 24 мај како ден на бугарската азбука? Да, сакам да споменам дека најосновното за Кирил и Методи, барем за нас македонците, зошто се значајни. Прво, создале писмо на тогашниот македонски јазик и тие се просветители и учители кои што го артикулираат јазикот на македонците во периодот на владењето на Михајло III византискиот император. Но знаете, најважно што е, а сите сака да премолчат, барем оние што се македонски ни пријатели, тоа е брегалничката мисија на Свети Методи. Свети Методи, бидејќи бил вешт во административно и управното делување и воената организација, го имал талентот на својот татко Лав, е пратен да биде кнез или управител на Стримонската единица во тој период, која што номинално ја признавала источно-римската власт, односно византиската власт, меѓутоа имала определена една своја самоуправа. Бидејќи двајцата браќа потекнуваат од семејство македонско, бидејќи, внимавајте, нарочно го спомнувам терминот македонски, бидејќи симбиозата меѓу античкото македонско население и словенското е веќе завршена. Таму веќе постои македонски јазик во своја балканска и словенска основа и не случајно е прогласен Солун за најголем град на македонците. Значи, словенско-античкиот момент веќе е завршен. Тие најверојатно потекнуваат од благородничко семејство кое што потекнува од таа античка македонска аристократија, но е вклучена во актуелната власт. Не се праќа во мисија што годе луѓе кои што не познаваат јазик за комуникација каде што оди. Методи е испратен 10 години да управува со Стримонската област, тоа се струмичко-брегалничките краишта на денешна Македонија, и тој управува 10 години точно за да го зајакни моментот на одбрана
од нападите на средновековната бугарска држава. Значи, тој е пуштен да брани, да создава одбрана, пречка кон бугарските напади. Нему му се испраќа и брат му Константин да му помогне. Во тоа нивно делување, за да управуваат некоја територија, создаваат закони. Тие закони се обиделе да ги напишат со постоечкиот грчки алфабет но на словенски јазик. Значи, основите на глаголицата се во брегалничките краеви. Тие не успеваат да одолеат на бугарските напади и византиската власт нив ги враќа назад, но во тој период тие ја создаваат глаголицата, бидејќи го имаат основниот момент од македонскиот терен и да преведуваат книги. Затоа Михајло III им вели: вие многу добро, вие сте солуњани и многу добро беседите на чист словенски јазик. Не е случајно. Кога се испратени во мисија, политичка мисија во Моравија, Панонија и сето тоа, Византија сакала да го прошири своето политичко и културно влијание на делот каде што е управуван од папата, или сега католичката, бидејќи во тоа време црквата е се уште единствена. Таа ќе се раздели во средина на 11 век. Меѓутоа, двајцата браќа создаваат една словенска култура, една словенска норма, една словенска можност да биде сериозен политички фактор и против Византија, и против германската држава, но и бугарската средновековна држава. Тоа е еден нов феномен словенски кој што се појавува преку писмо, преводи и обстојување. Затоа, не случајно, научниците се сомневаат дека Кирил е отруен во Рим, а потоа измачуван методи од страна на германските свештеници. Но она што е најважно во сето ова, тие носат основата на македонскиот момент од Солун, кој што не е грчки во тој период, и во основата на тој јазик се тие три села Сухо, Висока и Зарово, кои што пак села се уништени во време на Балканските војни. Нема помин од тие села. Меѓутоа, славистичката наука одамна ја има поставено македонската теорија за потеклото на браќата Кирил и Методи, а не бугарската. Бугарската е создадена под германско влијание заради политички причини во 19 век. Меѓутоа, таа држава се научила она што и е дадено да го задржи и да си го присвојува, па дури да го бара туѓото. Нашата држава треба да почне да мисли она што го има, да го надоградува, усовршува и да го афирмира во внатрешниот и меѓународниот простор. Така што мислам дека тие се значени, бидејќи глаголицата обстанува до 11 век на македонски простор преку Климент и Наум и нивните ученици, а таа обстанува и посебно во Хрватска, бидејќи таму има ученици на светите Кирил и Методи, кои што пак се бранат од унгарското и германското влијание. Така. И да не ја заборавиме основната порака на Кирил филозоф, дека сите народи се еднакви и сите јазици се еднакви на надворешниот свет. Тоа е една цивилизацијска промисла, кажана уште во 9 век. А ние се уште се бориме да се докажеме дека сме еднакви пред народите и дека македонскиот народ е еднаков пред сите други јазици. Така да во нашето собрание треба да се внимава и да не се прават грешки од службите. Так. Господје Котлар, ви благодариме, причинивте задоволство и со оваа ваше учество во Македонски корени. Посакуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и довидување овде на Македонски корени. Фала ви многу и до
скоро Следно. видување се надевам, да. Секако Така. остануваме во контакт. Поздрав и се најдобро. Секое добро, поздрав. Поздрав. Довидување.